Од вчера официјално стартуваше третата фаза од Европското фудбалско првенство. Веќе стартува разврската за пласман во осмина финалето. Веќе ги одигра и своите надпревари некои од репрезентациите, па така веќе во групата А се знае конечниот пласман. Вчера се одигра последните надпревари во кои Италија го совлада Велс минимално со 1:0, а Швајцарија ја доби Турција со 3:1. Меѓутоа Велс си покри поразот како второ пласиран оди понатаму. Италија е прва со 9 бодови, Велс има исто бодови со Швајцарија по 4, меѓутоа велшаните имаат подобра гол разлика, Турција е последна без бодови. Од оваа група Локатели и Имобиле од Италија имаат постигнато по 2 гола, исто како и Джердан Шачири од селекцијата на Швајцарија, кој буквално вчера на надпреварот против Турција постигна 2 гола. Денеска се играат средбите од групата Б. Таму ќе биде многу интересно, бидејќи моментално Белгија води со 6 бодови, по 3 имат Русија и Финска, Данска е без бодови. Русија денеска ќе игра со Данска, мене ми се чини од 21 часот, и со победа ќе се го обезбеди пласманот, додека Белгија игра со Финска. Финците едноставно мора да победат доколку сакаат да одат натаму, а ќе биде интересно доколку Данска ја совлада Русија, а Белгија победи Финска, тогаш сите три репрезентации, Русија, Финска и Данска, ќе имаат по 3 бода и тогаш ќе се прави оној круг според меѓусебните дуели и гол разликата. Во оваа група Ромелу Лукако од Белгија има постигнато 2 гола за сега. Денеска се играат и надпреварите од групата Ц, последниот надпревар на Европското првенство за репрезентацијата на Македонија. Денеска играме со Холандија, а во вториот надпревар меѓу себе Украина и Австрија ќе решаваат за второто место на табелата. Моментално води Холандија со 6 бода, Украина има 3, колку што има и Австрија. Меѓутоа украинците имаат подобра гол разлика и нормално рековме меѓу себе денеска решаваат која од екипите и на двете екипи им одговара дури нерешено, така да се може да се случи во оваа група. Дамфрис од Холандија, Јармоленко и Јеремчук од Украина на листата на стрелците имаат по 2 гола. Групата Д ќе биде многу интересно и неизвестно. Таму водат Чешка и Англија со по 4 бода, Хрватска и Шкотска имаат по 1 бод. Во последното коло Хрватска игра со Шкотска, додека Англија игра со Чешка. Хрватите доколку победат може да се надеваат дури и на пласман на второто место, доколку чесите загубат од англичаните. Меѓутоа доколку Шкотска ја совлада Хрватска, тогаш на хрватите ќе им кажеме чао. Во оваа група Шик, Патрик Шик од Чешка има постигнато 3 голови. Во групата Е, исто така многу неизвестна група, Шведска води со 4 бодови, 3 има Словачка, 2 има Шпанија, Полска е со 1 бод. Меѓутоа во последното коло се игра задутре, 23-ти, значи Шпанија, Словачка и Полска, Шведска. Доколку Шпанија загуби од Словачка, а Полска ја добие Шведска и на шпанците, можеме слободно да им кажеме чао од Европското првенство и таму ќе има многу турбуленции. Меѓутоа очекувам Шпанија да ја совлада Словачка, а Шведска и Полска, доколку Шпанија победи Словачка, тогаш пољаците ако ја победат Шведска и тие може да се замешаат во борба за оние 4 места кои како трето пласирани во групата ќе водат во осмина финалето. И за крај, најинтересната група, каде што исто така е многу неизвестно, иако трите екипи се знаат што ќе одат натаму, меѓутоа како ќе биде конечната изглед на табелата е прашање. Франција води во оваа група со 4 бода, Германија и Португалија имаат по 3, Унгарија е без бодови. Франција и Португалија играат во последниот надпревар задутре, Германија ќе ја пречека Унгарија и најверојатно сигурно ќе ја добие, меѓутоа французите и португалците меѓу себе ќе решаваат за најдобриот во оваа група. Инаку во оваа група Кристијано Роналдо води со 3 постигнати голови, исто како и Патрик Шик. Значи, денеска, 21 јуни, од 18 часот во групата Ц, Холандија, Македонија, Украина, Австрија, од 21 часот во групата Б, Финска, Белгија и Русија, Данска.
Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.